Дивите депонии и натрупување на отпади на јавни површини заминуваат во минатото. Градоначалникот на Кочани, Владко Грозданов, сериозно и секојдневно со јавното комунално предпријатие Водовод спроведуваат интензивни акции за чистење и уредување на критичните точки низ градот. Во текот на само 2 дена, екипите на Водовод успеаја да отстранат над 500 кубни метри отпад од дивата депонија, позната како Диви градби, која се наоѓа меѓу населбите Трајаново Трло и Усова Чешма. Само досега имаме isfрлено преку 500, а можеби и повеќе кубни метри отпад. Стануваше збор за една не мини, туку целосна депонија. Вчера и денес isfрлевме околу повеќе од 30 и неколку камиони, истите по 16 метри кубни габарит, и беше нешто страшно за гледање. Градоначалникот Грозданов потенцира дека оваа локација не била расчистувана со години, а отпадот се натрупувал без контрола. Се има таложено со години наназад, но сепак и културата на населението и начинот на живот треба коренно да се сменат, бидејќи нечистотијата е одраз на култура, одраз на стил на живот, загрозување на безбедноста на другите, загрозување на екологијата. Нечистотијата е распределена во сите сфери. Значи, ова што го гледаме и што се соочуваме на нашите простори е стварно жално и трагично. Немам коментар, верувајте. Со оваа акција, Кочани повторно се враќа кон епитетот најчист град, со јасна порака дека чистотата е приоритет и дека општината ќе продолжи да инвестира во редовно чистење и уредување на градот. Па, откако сме дојдени, фактички постојано само се занимаваме со тоа и секојдневно сите капацитети се ангажирани за чистење, бидејќи чистотата е пред се на око да изгледа убаво, па потоа се друго. Нема да престанеме тука, ќе продолжиме максимално да се ангажираме во целиот тој наш процес што го имаме зацртано. Сепак, за сето ова да успее, најголемата одговорност е на самите граѓани, па од тому се опатуваат остри апели. И апелирам за едно културно и совесно однесување на сите жители на општината, бидејќи не знам како може да се живее во една таква депонија, да сте обкружени со смет до гуша, што би рекле. Сериозен апел упатувам дека треба сериозно и корено да ги сменеме навиките на начинот на живот.